Почитувани гледачи, време е за регионалните вести. Пожарите на Шарпланина се локализирани, велат од територијалната противпожарна единица Тетово. Ниските температури дополнително помогнаа да се угаснат пламените јазици. Командирот на Тетовската територијална противпожарна единица УК Алити вели дека пожарот кој бил активен вчера во долот кој што води кон село Лисец веќе е локализиран. Со тоа, според него, на планинскиот предел веќе нема активни пожари. Како што гледате, и температурите денеска не се на помош за нас. Значи, пожарот, појавениот пожар скроз е изгаснат. Значи, и од наша страна, но и од страна на природата. Како што реков, дека паднати са температурите, значи, и пожар више нема. Истакна Алити. Шара 5 дена беше обвиткана во густ чад. До целиот планински предел имаше десетина жаришта, а проценките говорат дека се изгорени над 50 хектари шумска површина и пасишта. Од Тетовската територијална противпожарна единица се сомневаа дека пожарите на Шара биле подметнати. Зашто ги палат овие пожари? Не мислејќи дека може да донесат во опасност и објекти кои се од витален интерес на државата, но може да донесат у опасност, биејќи се знае дека ова е туристичко место, има викенд кучички. Истакна Алити. Освен на Шара, деновиве гореше на Бистра и Кораб. Денес продолжи судењето за трагичната автобуска несреќа кај село Ласкарци. Патниците сведочеа што се случувало на 13 февруари годинава во автобусот на Durmoturs. Патници кои се возеле во автобусот на Durmoturs денеска сведочеа на судењето за автобуската трагедија кај Ласкарци, во која загинаа 16 луѓе, а 37 беа потешко повредени. Еден од повредените патници сведочеше дека автобусот без да кочи удрил во заштитните огради и дека возачот неколку пати разговарал на телефон, но дека правилно го држал воланот цело време, додека автобусот ги пробивал заштитните огради. Сведокот Љулјзим Далипи рече дека возењето нормално се одвивало се до наплатната рампа кај село Глумово и дека не приметил ништо чудно во однесувањето на возачот, но дека, како што се сеќава, возачот неколку пати зборувал на телефон. Сопатникот кој седел до него починал во несреќата, а сведокот поминал во болница 24 дена. Тој најави дека за 12 скршени ребра, внатрешно крварење и 2 скршени пршлени во граѓанска парница ќе бара оштета. Сведокот Бети Мамети пак рече дека има негативно искуство со Durmoturs. Често автобусите се расипуваа, вратите не се затвораа, немаше клима и слично, изјави денеска тој пред судот. Рече дека не забележал никакво кочење на автобусот или нешто да прави возачот за да го врати автобусот на патот. За автобуската несреќа што се случи на 13 февруари годинава кај селото Ласкарци, обвинети се 6 лица. Гостиварец избоден додека седел во парк. Повреден работник од Гостивар изведувајќи градежни работи. Автомобил удрил во моторцикл на кој се превезувале татко и малолетен син, пошто возачот побегнал. Следуваат информациите од полицискиот билтен. 25 годишен гостиварец вчера околу 18 часот и 45 минути во СВР Тетово пријавил дека на улица Гоце Делчев во Гостивар додека седел во парк го нападнало непознато лице и со остар предмет му нанело неколку убодни рани во рамото и грбот. Тој е пренесен во гостиварската болница Ферит Мурат за укажување лекарска помош. Во координација со јавен обвинител, увид извршила екипа од полициската станица Гостивар. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Изведувајќи градежни работи во атарот на гостиварското село Горјане, вчера 35 годишникот Гостивар, вработен во приватна фирма од Гостивар, се здобил со повреди на раката. Работникот пренесен во гостиварската болница за укажување лекарска помош. Извршен е увид од екипа на полициската станица Гостивар.
Вчера во 12 часот и 15 минути на улица 146 во Тетово се случила сообраќајна незгода во која патничко моторно возило Голф 4, управувано од непознато лице, кое по незгодата го напуштило местото, удрило во мотоцикл со скопски регистерски ознаки, управуван од 53-годишник од Тетово, на кој се превезувал и неговиот малолетен син. По незгодата двајцата се пренесени во Тетовската клиничка болница, каде на таткото му биле констатирани тешки телесни повреди. За настанот бил известен јавен обвинител, а увид извршила увидна екипа од СВР Тетово. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Полицијата во Гостивар привела 33-годишник поради поседување хероин и кокаин, а во Тетово пак лишен од слобода 29-годишен кумановец кој издржувал затворска казна во казнено-поправната установа Идризово во Скопје. Новата градинка во училишниот двор во основното училиште Кирил и Методи во Тетово ќе започне да се гради наредната година. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска потврди дека сите бирократски процедури околу постапката за изградба на градинката се завршени. Се очекува да се отвори тендер и да се избере најповолниот понудувач за изградба на овој капитален проект. Процесот на проектирање е завршен и ја известуваме општината дека се тендерира процесот затоа што тој оди преку европската делегација и дека тие само треба одредени објекти кои што се на тоа земјиште да се отстранат во даден рок за да може да почне изградбата наредната година, почетокот на наредната година. Истакна Царовска, градинката во училиштето Кирил и Методи во Тетово ќе биде со капацитет за околу 100 деца. Споменикот Гостивар покрај кеот на Вардар добива нов лик. Средношколци од гостиварските училишта денес ги разубавуваа буквите со есенски мотиви. Скулптурата со името на градот, која што летово беше поставена покрај кеот на Вардар во градскиот парк, денес се разубавуваше во боите на есента. Во активноста се вклучија ученици од средните училишта, општина Гостивар и невладени организации со поддршка на УСАИД. Одлучивме заедно со учениците да ги ангажираме и учениците за и нивната свест, значи да се подигне, заедно со нив со колаш техника. Предниот дел, значи ќе се залепи хартии со мотив од есен, со лисја. Така, другиот дел, останатите делови и задниот, исто така и кај срцето ќе биде пак со црвена боја. Така да едно освежување сега за есента, а понатака ќе видиме, имаме и други идеи што ќе направиме со овој монумент. Ќе дадеме една друга боја која што е типична за есен и зима, со која што белото, знаете, очекуваме да има снег во сезона на зимата и се надеваме со различни бои ќе изгледа многу поубаво. Уметникот Ахмети вели дека со овој споменик имал за цел да му даде еден современ и препознатлив белег на Гостивар. Шетајќи низ цел свет, значи секој град има нешто уникатно како бренд да кажеме за нивен град, така да и Гостивар, иако немаме море или такво слично нешто, имаме нашите печалбари, значи во голем број се, исклучиво во летен период кога доаѓаат, значи им дават живот. Му дават живот на градот, така да и ова ќе биде како еден дел, како спомен на нивниот роден крај. Буквите на обележјето се изработени од бетон и се високи по 2 метри. Во името на градот Гостивар, буквата О е заменета со црвено срце. Граѓаните од 13 до 15 часот денес имаа можност да донираат облека на младите од Хрватскиот форум и представниците од Црвениот крст во Тетово. Оваа хуманитарна акција е прва од ваков тип во градот. Облеката се донираше пред Центарот за култура во Тетово.
Избери хуманост, пробуди надеж. Под ова мото се спроведува хуманитарната активност на Хрватскиот форум во соработка со Црвениот крст Тетово. Акцијата се одржува во 4 градови во земјава: Скопје, Куманово, Гостивар и Тетово. Младите собираат донации со облека, па преку Црвениот крст истата ќе биде доставена до оние на кои им е најпотребна. Во Тетово и во Куманово се случува ваков настан на собирање на јавно место на облека која што во соработка со Црвениот крст, тука конкретно во Тетово, ќе биде доставена до лицата на кои што им е навистина потребна. Понатаму во Скопје денеска ќе се одржи посета на продавницата Копче, која што е во составот на Црвен крст во Скопје. Исто така и во Гостивар ќе биде директно во Гостивар донирана облека која што понатаму Црвениот крст преку своите механизми ќе ја распредели на оние на кои што навистина им е потребно. Ова нека служи како потсетник дека ние секојдневно можеме да донираме облека до Црвениот крст, па така наместо да фрламе облеката која што веројатно или ни е мала или не би ја користиле истата, да ја донираме во Црвениот крст, како што таа би завршила до местата каде што е потребна и на лица кои што навистина им треба. Бевме повикани од страна на Хрватски форум за да им помогнеме во реализација на нивната акција за донација на облека која што има за цел облеката која што не им е потребна на другите да ја достават место да ја фрлат, за ние да им помогнеме на оние кои што навистина им е потребна. Кон акцијата се приклучили од Македонското хрватско друштво и од Институтот за развој на заедницата. Од Црвен крст велат дека ова е прва ваква акција во градот. Младите се задоволни од тоа што досега го собрале како донација и велат дека ќе продолжат и понатаму со вакви слични активности. Определба на земјата за евроатлантските процеси е непоколеблива. На средбата со заменик помошник од државен секретар на Соединетите Американски држави Метју Палмер изразив благодарност за ратификацијата на протоколот за пристапување на Северна Македонија во НАТО во Американскиот Сенат. Ова го напиша премиерот Заев по средбата со Метју Палмер. Остануваме посветени на остварувањето на заедничките цели, како и на јакнење на нашето пријателство и стратешко партнерство со Соединетите Американски држави, напиша тој. За време на сите разговори во Скопје ја потврди важноста што САД ја даваат на односите со Северна Македонија, нашето задоволство што Сенатот го ратификуваше протоколот за НАТО и ние очекуваме земјата да стане членка на Алијансата за кратко време. Ние потврдуваме американската подршка, евроинтеграциите и европската перспектива на Северна Македонија. Тоа јасно го кажав тука во Скопје и ќе продолжиме тоа да го истакнуваме и на нашите европски партнери. Во интервју за сервисот на Euronews на грчки јазик дадено вчера, македонскиот премиер Зоран Заев вели дека одлуката да не се додели датум за почетокот на преговорите на Северна Македонија го става во ризик преспанскиот договор, јави Мета. Поточно тоа значи дека деловите за внатрешната употреба за новото име ќе бидат блокирани и не ќе може да се спроведат. Заев објаснува дека одредени членови од договорот што Македонија и Грција го потпишаа на 17 јуни 2018 година се тесно поврзани со напредокот на Македонија кон членство во Европската Унија. Некои членови ќе бидат замрзнати бидејќи не може да се спроведуваат. Ќе се обидеме да ги спроведеме, но двете работи се поврзани, вели Заев во интервјуто за Euronews, појаснувајќи дека станува збор за членовите главно за внатрешната употреба на новото име. Кошаркарите на Тетекс веќе 2 месеци активно се подготвуваат за стартот на новата сезона во втората кошаркарска лига на Македонија и ги очекуваат најавените ваучери за спонзорство од Агенцијата за млади и спорт. Кошаркарскиот клуб Тетекс од Тетово веќе 2 месеци активно се подготвува за настапот во втората кошаркарска лига на Македонија. Тренинзите се одвиваат во спортската сала при Средното економско училиште 8 септември во Тетово, која нуди одлични услови за тренинг и одигрување на надпревари. Клубот е засилен со неколку нови кошаркари, а надажите се во најмала рака да се повтори успехот од минатата сезона, кога Тетекс разигруваше во плејофот за пласман во првата лига. Почнавме негде, мислечини 15 септември, почнавме со тренинзи на вештачкава трева одмаш позади нас што е тука. Направивме ни добри припреми,
се припремиме тука 1-2 недели, работевме интензивно и после тоа негде околу пред први така влеговме во сала. Екипата е нешто малку изменета, ни замина Мевна Јунузи, замина за МЗТ, игра у втората екипа на МЗТ. Меѓутоа ни се врати Ацко Рефајловски, минатата година не играше поради здравствени причини, меѓутоа сега се врати. Дојде Сериовски од Феникс, млад перспективен играч, кој што долго години бил во Феникс, тренирал тамо, играл тие младински категории, меѓутоа сега е едно добро појачување, млад играч, перспективен, рачунаме дека доста ќе поможе на екипата. Други Ценовски се врати од Охрид, знаете што се деси со Охрид, што се деси, искусен играч, добар играч. Првенството, иако беше најавено да започне на почетокот на месец октомври, сепак се уште се чека на исполнување на ветувањето за издавање на ваучерите за спонзорство од Агенцијата за млади и спорт. Поради оваа причина, клубовите од вторите лиги во кошарка и ракомет во моментов не играат првенствени надпревари. Прволигашите добија негде по 80.000 евра добија тие ваучери и сега година во прв пат се направи иницијатива да се добија и второлигашите. Пополнивме ние тие прашалници и според тие прашалници сите екипи во втора лига добија речеме од 10 до 20.000 евра, зависно од тоа колку младински екипи има. Бидејќи Тетис нема младинска екипа, пак добивме пристојна помош од Агенцијата спорт и млади. Меѓутоа до ден денеска нема ништо од тие ваучери. Застана негде работата, каде застана не знам, не може да се договора. Агенција во спорт и млади даде предлог да тие се реализира, меѓутоа застана таму околу тие владини собраниски тие процедури таму, не знам какви се, мора да излезе собраниска расправа тоа. Има некоја најава денеска, разговарав со претседателот на втора лига, разговарав со него, тој има некоја најава дека во петок ќе има некое соопштение дека има најава дека може нешто да се направи околу тој ваучери, да не би иделе пред влада да идеме да штракуваме, затоа што јас сум 55 години у кошарка, такво нешто не се десило до сега. За во недела беше најавен протест пред владата на Република Македонија од страна на сите засегнати клубови од сениорска и младинска конкуренција со ваучер системот. Но овој протест е времено одложен, со оглед на тоа дека според последните информации, овој проблем ќе биде решен следните денови и првенствата би започнале веќе од викендот 9 и 10 ноември. Екипата на Шкендија успеа да се пласира во четвртфиналето на фудбалскиот куп на Македонија, откако на вториот надпревар го совлада Скопски Вардар со 1-0. Фудбалерите на Шкендија обезбедија пласман во четвртфиналето на Купот на Македонија, откако вчера на домашен терен го совладаа Вардар со 1-0. Тетовци имаа позитивен резултат од првиот надпревар, бидејќи одиграа нерешено 2-2, па така и минималната победа беше доволна за пласман меѓу најдобрите 8 екипи во ово надпреварување. Надпреварот, но и патникот во четвртфиналето беше решен во 74-та минута. Бесарт Ибраими одлично нафрли од левата страна, а Агим Ибраими се најде осамен во 16-тникот на Вардар и непречен Николо прецизно биеше во мрежата на гостите од Скопје. На крајот се покажа дека со овој погодок беше поставен и конечниот резултат на овој надпревар 1-0 за Шкендија. Покрај екипата на Тетовска Шкендија, пласман во четвртфиналето обезбедија уште 4 прволигаши, и тоа Работнички, Академија Пандев, Струга и Шкупи. Додека Брегалница од Штип и Лабуништа се единствените второлигаши кои го поминаа осмина финалето. Последниот патник во оваа фаза ќе биде познат откако ќе се одигра и последниот надпревар од четвртфиналето помеѓу Ренова и Тиквеш. Фудбалерите на Ренова имаат предност од 2-0 од првиот надпревар одигран во Кавадарци. Откако ќе се одигра и овој дуел, ќе следува и излекувањето на двојките за четвртфиналето, кој ќе се одигра во текот на ноември и почетокот на декември.
Најмалку 65 луѓе загинале во централната пакистанска провинција Пенџаб во пожар кој избувнал во еден патнички воз, соопштија локалните власти. Пожарот бил предизвикан од плинска боца во момент кога еден патник подготвувал појадок. Се наведува дека имало голем број ранети кои се наоѓаат во критична состојба и оти се стравува дека бројот на загинатите би можело да биде поголем. Чиле се повлече од организацијата на 2 меѓународни самити поради антивладините протести во земјата. Председателот Себастијан Пинера изјави дека е донел болната одлука да ја откаже средбата на организацијата Азиско-пацифистичка економска соработка, како и конференцијата за климатски промени на Обединетите нации во декември. Тој порача дека како председател на Чиле секогаш мора да ги става во прв план проблемите, интересите и потребите на неговиот народ. Обединетите нации соопштија дека бараат алтернативна локација. Компанијата Twitter денеска соопшти дека ќе ги забрани сите видови политичко огласување на оваа социјална мрежа ширум светот. Извршниот директор на компанијата Джек Дорси на Twitter наведе дека досегот на таквите пораки треба да биде заслужен, а не купен. Тој додаде дека одлуката за забрана на политичко огласување ќе стапи на сила на 22 ноември и дека ќе важи за сите изборни огласи, како и за огласите што се поврзани со политички прашања, наведува Guardian. Прославената шведска климатска активистка Грета Тунберг се закани дека ќе го напушти Facebook ако платформата одбие да ги замолчи нејзините критичари, пренесува Breitbart. Јас, како и многу други, се прашувам дали треба да продолжам да го користам Facebook или не. Дозволувањето говор на омраза, непроверка на фактите и се разбира прашањата за мешање во демократијата се меѓу многу други работи што се вознемирувачки, напиша Тунберг во објавата на Facebook. Времето денес беше значително облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд. Дуваше слаб до умерен ветер од северен правец. Температурата беше во интервал од 4 до 14 степени. Времето утре ќе биде претежно облачно и свежо со повремен локален дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен, а попладне од југоисточен правец. Температурата ќе биде во интервал од 6 до 15 степени. Тоа беше се во денешните регионални вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!